Министерке, од вас и од вашиот ресор се очекува прилично многу работа, особено кога станува збор за евроинтеграцијските процеси. Вашата област, правосудството ќе биде еден од главните таргети. Вие веќе бевте во Брисел на известна анализа на тоа што се случува во судството. И сега точно во овој момент кога треба да покажете резултати конкретни на за тоа дека постојат интенции за воспоставување на принципите за владење на правото, сте исправени пред еден мощно сериозно искушение какво што е ова што се нарекува помирување, но некои го толкуваат како амнестија и за многумина е непознаница какви ќе бидат консеквенците од тоа помирување или амнестија врз принципите на владењето на правото. Па добро, ние сите сме свесни во рамките на владата, но и во рамките на Министерството за правда, дека од приоритетите кои што ни се зададени на патот за евроинтеграција не смееме да отстапиме. И ако ги погледнете извештаите кои што беа на Европската комисија и кои што ни укажуваа што треба да испорачаме како резултат, еден од тие патокази беше дека треба да воспоставиме владење на право, треба да покажеме принцип на одговорност и дури се посочуваат и одредени ситуации, односно одредени настани во минатото кои што треба да поминат низ судските филтри и да има одговорност. 27 април е еден од тие. Тоа е дури посочено во извештајот на Европската комисија како конкретен датум. Да. Исто така, оние случаи на корупција и криминал кои што ги гони специјалното јавно обвинителство, исто така чекаат завршница, односно да се види дека имаме процес на независно, непристрасно судење и судска завршница која што ќе покаже враќање на принципот на одговорност во Република Македонија. Факт е дека предизвиците други кои што се поставија пред нас, значи условите не се само во една насока, имате услови за решавање на спорот со името како предуслов за отварање на патот кон НАТО и кон Европската. И сега гледате дека комплексна ситуација во која треба да дојдат до израз принципите на владењето на правото. И во јавноста постои реално и со право една забуна што тоа значи, како тоа ќе се изведе. Да, заради тоа што ние сме свесни и дека едното без другото не може. Значи, и да го решите името, ако немате резултати на патот на реформите, имате проблем. Ако имате резултати во реформите, а не го решите спорот со името, повторно имате проблем. Значи, тоа се некако врзани садови, врзани услови кои што каузалитет во кој треба да се снајде. Да, многу тешко да се менаџира, но мораме да го менаџираме. Идејата што ја промовираше премиерот во собранието за помирување, тој неколку пати ја објасни јавно дека помирувањето не смее да значи амнестија, не смее да значи неодговорност за одредени постапки кои што се случени. И тука јас лично немам никаква дилема дека нашето општество, нашата држава помина низ еден траурен период во минатото, период кој што остави последици не само врз луѓето, врз поединци кои што беа директно напаѓани, кои што беа директно предмет на атак на 27 април, туку тоа остави последици и врз општеството генерално, заради тоа што тоа е колективна травма. Колективна травма. Која веројатно ќе остане за жал запаметена и во историјата како таква. И од тој аспект, значи оние сцени на насилство кои што ги гледавме, не смее да бидат предмет на амнестија или предмет на некакво простување во смисла што траумата мора да добие одреден тип на сатисфакција во рамки на правдата. Така што од тој аспект мислам дека нема простор да зборуваме за некаква амнестија за тие акти на насилство кои што се случија во собранието на 27 април, кои што во крајна линија и поединци имаат почувствувано лични, физички, психички трауми од тој момент. Ќе бидам многу конкретен. Претпоставам дека дел од пратениците од осумината кои гласаа за амандманите очекуваат многу поконкретни резултати од тоа
да си подадеме рака и да си простиме? Јас навистина не знам што се нивните очекувања и кои се разговорите во делот на процесот на гласање, но она што мене ме интересира како систем на продолжување на патот на евроинтеграциите, а кои што сите политички партии треба да бидат свесни дека или одбираме пат на евроинтеграција или одбираме пат на изолација, ќе мора да се прилагодат на она што значи иднина на Република Македонија. Постои ли можност тоа помирување да има некаква, како би ја нарекол, етичка рефлексија врз односот на судиите при третманот на некој од обвинетите? Не би смеело. Значи, целата заложба што ние имавме како влада и како политичка партија во опозицијата да навистина да обезбедиме независно судство кое што ќе гледа низ диоптрија на законите, не низ диоптрија на било какви други околности кои што треба да придонесат до менување на односот. Така што од тој аспект јас не се мешам и не сакам да влијам врз судиите, но сметам дека тие треба да бидат свесни дека законот е првенствената основа на која што тие треба да работат во било која судска постапка. Значи, ова што го нарекувате помирување, во ниеден случај не значи прекинување на некој судски процес или прејудицирање на ослободителна пресуда. Помирувањето не смее да биде, значи особено бидејќи сега е најавено дека процесот на помирување ќе оди преку комисија во рамките на собранието, во која што ќе се разговара заедно со пратениците од сите политички групи кои што се представени, парламентарни групи во собранието, како ќе одат низ кои фази на воспоставување на односи. Прво, во рамките на собранието треба да се релаксираат одредени односи, бидејќи сите тие луѓе, најголем дел од нив го поминаа проблемот на 27 април. Политички процес пар екселанс. Значи, ниедна комисија во собранието не може да донесе, ниту смее да донесе било какви насоки или упатства за работа на судиите или пак да влијаат на некој начин во постапувањето на судиите. Ајде, помогнете ни, може би не сме толку инвентивни да замислиме што би бил заклучокот на таа комисија. Значи, јас не можам да ги прејудицирам. Тоа, веројатно, тие заклучоци треба да излезат од меѓусебната дебата. Гледате дека сето тоа, прво, во моментов не е ни затворен форматот на таа комисија, нити правилата на работа, ниту механизмите, така што тоа е навистина прашање кое што пратениците ќе треба да го решаваат во рамките на собранието. Добро, да преминеме на она што се конкретни реформи кои се во тек со оглед на настаните во државата, прилично драматични, тешко доаѓаат на дневен ред законите кои треба да го реформираат судството, кое, како што знаеме, беше по сите основи деградирано во еден период и тоа беше заклучено во извештаите и на Европската комисија. Па сепак во последниот извештај повторно има една, можеби имплиците, но има една забелешка дека повторно се избираат председатели на судови на еден нетранспарентен начин кој остава впечаток дека можеби постојат повторно политички влијанија при изборот на клучните луѓе во судството. Значи, во рамките на она што значи реформи во судството, или генерално реформи во Министерството за правда, ние сме базирани според реформските приоритети во три области. Една е реформите во областа на судството, другиот дел е антикорупцијата и третиот е изборната регулатива. Значи, тие се трите столба што од нас се очекува да бидат на некој начин завршени до моментот на оценка на состојбите во Македонија. Во делот на судството, во мај месец беа завршени еден сет на измени на Законот за судови и судски совет, кои што беа испратени до Венецијанската комисија. Венецијанската комисија даде позитивно мислење, но и даде многу прецизни насоки кои што ќе значат во која насока треба да одиме понатаму со измените на законот, односно Законот за судски совет и Законот за судови. Вчера на Советот за реформи во судството се дебатираше Законот за судови, кој
кои што генералната оценка на сите членови кои што беа на Советот за реформи во судството беше дека практично препораките на Венецијанската комисија се инкорпорирани во текстот кој што е содржан. Една од тие препораки беше начинот на избор на судии, начинот на избор на председатели на судови и начинот на разрешување на судии. Во делот на избор на судии и председатели на судови, Венецијанската комисија укажува дека досега во Македонија постои еден премногу квантитативен пристап во рангирањето, во оценувањето на судиите и оние кои што се кандидати за председатели на судови. Што значи тоа? Тоа значи дека врз основа на многу квантитативни критериуми, кои што често пати некогаш и квалитативните критериуми биле представувани како квантитативни и обратно. Значи, имаме проблем да врз математички принцип се прави бодување на оние што се кандидати и практично само еден кандидат може да влезе во трката за една комплицирана судија. формула која секогаш остава простор за политички влијанија. Не, комплицирана формула која И затоа убаво забележуваат проблем на транспарентност. Комплицирана формула која што реално согласно резултатите не ги дава оние резултати кои што треба да ги даде. Ние сега направиме измена во делот на судовите со отварање на можноста на рангирање на првите 5 кандидати кои што ќе бидат понудени пред Судскиот совет за избор за судии и промена на оние ставки или критериуми кои што ќе влегуваат во оценка на постигањата на судиите. Некогаш некои премногу технички критериуми со кои што можете да манипулирате постоеле во законот. Сега тие критериуми ќе ги извадиме со цел на вистина да може да се мерат реалните квалитети, реалните постигнувања, а не некои математички технички критериуми. Понатаму во делот кој што се однесува за постапката за разрешување на судиите, имаме една сериозна забелешка која што зборува дека станува збор за мешање на основот нестручно и несовесно работење на судиите со потешки дисциплински престапи. Значи, бидејќи тие се два основи кои што може да бидат основ за разрешување на судиите, Венецијанската комисија ни укажува дека мора да разграничиме што е нестручно и несовесно работење и тоа да го врземе со работење во рамките на судската служба. А потешка дисциплинска повреда може да опфаќа и повреди кои што се надвор од службата, например кршење на јавен ред и мир, што го прави што го нарушува угледот на судијата или судот, исто така може да биде основ за разрешување. И друго што е битно, укажуваат дека мора да се води сметка при разрешувањето на судиите да бидат исполнети покрај овие критериуми, да се води сметка за два аспекти. Тоа треба да го направи Судскиот совет. Судскиот совет, ама вие мора да им дадете законски основ. Значи дека таквото однесување или прекршување на законите е на штета на предизвикало сериозна штета или потешка штета, но и дека е направено со вина на судијата или со голема небрежност. Значи да има сега ќе имаме нов состав на Судски совет целосно. Значи која е процедурата? Бидејќи имаме Судски совет кој на оваков или онаков начин е прилично компрометиран од начинот на кој функционирал во еден период. Значи, согласно постојната законска рамка, веќе мандатот на еден дел од членови на Судскиот совет им истекува и тие ќе бидат заменети со нови членови врз основа на редовната, постојната законска рамка, по истек на мандатот. Но една од препораките која што треба да ја разгледуваме допрва со Советот за реформи во судството, тоа не беше вчера предмет на дебата, е прашањето околу принципот на одговорност на членови на Судскиот совет, бидејќи мора да се признае дека и тие луѓе може да прават грешки, да замижуваат пред определени неправилности или пак дури да потикнуваат и да креираат. Тоа сакав и да ве прашам, ние имаме дури аспект познати личности од судството на видни позиции во судството, компрометирани во вака една комуникација телефонска која сите имавме можност да ја слушаме и прашањето е што со тие. Значи, од тој аспект, има ли одговорност? Од тој аспект ќе бидат внесени основи во Законот за Судски совет за одговорност на членовите на Судскиот совет. Значи, никој не сме да биде
амнестиран од било каква Па не зборувам одговорност. само за членови на судски совет, туку и суди. Ама судиите веќе, значи ја правиме разликата сега во Законот за судови, што ќе биде основ за разрешување на суди за неисторично несовесно работење, значи и она што ќе значи дисциплински престап. Тие се тие основи кои што судскиот совет треба да ги цени за да ги разреши, зашто никој друг не може да разреши судија освен судски совет. Но исто така треба да се оди чекор понатаму да се креира рамка за одговорност на членови на судски совет кои што не си ја вршат функцијата на како што треба. Судскиот совет кога ќе добие, бидејќи вака е заглавена работа, има внатре во судскиот совет луѓе кои се можеби одговорни и кои се разбира нема да потегнат процедура за само Значи, отповикување. ќе има процедура која што ќе значи отповикување и одговорност на членови на судскиот совет, кои што не мора да одат преку судскиот совет, туку и преку други институции кои што, а потоа судскиот совет ќе може само единствено тој да потегнува, односно да на некој начин да одлучува за одговорност на судиите. Постои една шпекулација во јавноста која предизвикува контроверзии. Лидија Невелковска, бившата председателка на Врховниот суд, дека ќе биде новиот председател на судскиот совет. Навистина, јас немам таква информација. Ниту се мешаме во процесот на избор на членови на судски совет од редовите на судиите, а уште помалку од тоа кој би бил председател утре во иднина. Господине министерке, АКМИСот предизвика големи контроверзии, односно стана јасно дека АКМИСот е злоупотребуван и начинот на кој биле распределувани предметите бил политички вршен. Во таа смисла, колку сте сигурни дека тоа не се прави и сега? Значи, Со оглед на тоа што не се сите законски решенија за да превенираме, поставени и не се во функција. За да превенираме и за да на некој начин спречиме утре во иднина, ако да се случи такво нешто и ако се случи да биде санкционирано. Сега во Законот за судови воведуваме и основ дека судија ќе биде разрешен ако прими во работа предмет што не му е доделен по АКМИС. Значи, не само одговорноста на председателот што ги распределува, туку и самите судии ќе мора да водат сметка дали примаат предмети распределени по АКМИС или не. Па може прима по АКМИС, но АКМИСот е изманипулиран. Не, значи прво ние во минатото комисијата покажува дека не ги примале по АКМИС. Значи тие ги примале надвор од системот. А системот дали е изманипулиран или не, ќе го утврдува комисија која што си зедовме обврска како Министерство за правда, се додека не се воспостават други механизми од почетокот на наредната година да има редовни контроли на функционирањето на АКМИС. Значи ќе правиме исто како што се направи сега инцидентен извештај, ќе си воспоставиме редовни контроли на тоа дали функционира АКМИСот или не. И ќе си ги објавуваме. Вие видовте јас кога влегов во Министерството за правда, веднаш го објавив извештајот, мислам дека тоа транспарентноста на тоа е многу битна работа. Така што тие извештаи ќе ги објавуваме и ќе ги доставуваме до надлежното обвинителство ако има случаи на прекршување. Доколку сега имате на ситуација на многу од обвинетите во процесите на специјалното јавно обвинителство, вклучително и пронешниот премиер, кои се жалат, не се жалат, туку јавно изјавуваат дека станува збор за политички монтирани процеси. Дали доколку некој од тие странки, нивните адвокати, па и јавноста, побара да се провери на кој начин е распределен известен предмет од ЦЈО кај известен судија во овој момент, дали е тоа изворливо да се докаже за да биде пред јавноста чисто, дали станува збор на вистина за било какво политичко влијание при судењето на овие предмети, бидејќи е многу важно, без разлика на исходот на ослободителна или било каква пресуда да има, за јавноста да биде чисто дека не станува збор за политички монтирани процеси. Значи, комисијата која што ќе прави редовна контрола, ќе го опфати и кривичниот суд, каде што се водат овие постапки, ќе биде извршен увид и врз функционирањето на или почитувањето на автоматската распределба на предметите. Така што од тој аспект никој суд нема да биде заобиколен. Значи, тие ќе бидат редовни контроли и сите председатели на судови ќе си знаат дека мора да работат во согласност со она што е закон. Тоа се контроли кои ќе се прават адхок, ненајавено или да. Ќе бидат редовни, ама вие значи да се ненајавени, они имаат
или да ги најавите и да не ги најавите, ќе имаат период во кој што ќе го проверуваат функционирањето на АКМИСот. Така што ако била во минатата оваа година, практично во февруари, направена контрола за изминатиот период, сега комисијата ќе направи контрола од периодот кога бил последниот извештај до моментот на правење, така што не можете вие да го скриете тој период. Нема да сечеме периоди, па да речеме овој проверете го, овој не. Околу транспарентноста. Еве, имаме веќе една пресуда за случајот Тенк. Повторно има контроверзи, ваква е, таква е, тоа е политичка одлуката за казната од 2 години затвор. Дали јавноста, дали новинарите на страната која најавивте суд.мк може да го најде предметот Тенк, сега откако помине на апелација, да го анализира стручно или од различни аспекти за да добие јавноста информација за каков предмет станува збор. Значи, јас не знам дали во моментот тие ја објавиле, ама имаат обврска да ја објават, така што апсолутно пресудите или и целата постапка како течела, тоа е многу важно. Пресудите се објавуваат јавно, а за целата постапка нема законска обврска. Значи, немаме законска обврска да се објавува се записниците од судење, докази. Тие работи не се објавува, значи се објавува пресудата. Но јас верувам дека побарање за пристап до информации, таму, бидејќи таа постапка беше јавна, немаше затворени делови, секој може да изврши увид и да види. Околу политичките случаи, знаете дека многумина и невладини организации бараат да има ревизија на некои од судските предмети водени во минатото, за кои постоја многу контроверзии, многу сомнежи дека биле политички водени случаи. Дали ќе постои можност, дали реформите ќе го овозможат тоа да некој поведе некаква постапка, да се преиспитаат некои одлуки на судот, чисто за да биде, во најмала рака, има многу луѓе кои и казната е одлежале, но просто за некаква морална сатисфакција. Со оглед на тоа што овој проблем е нотиран како сериозен проблем, и јас од кога влегов во Министерството добивам постојано писма и барања од лица кои што сметаат дека биле жртви на монтирани политички процеси. Тука има субјективни околности, но постојат индици за многу објективни обсервации за тоа дека станува збор за политички процеси. Со оглед на тоа што и на ниво на влада е, пред да дојдам јас во Министерството, е нотиран како проблем. Формирана е група во рамките на владата, значи под надлежност директно на владата, не под Министерството за правда, каде што ќе се разгледа проблемот со монтираните политички случаи и како понатаму да се даде насока. Значи, дали има простор за многу од нив се поминати сите рокови, сите правни средства се истрошени и нема. Постои може да се утврдат критериуми по кои ќе се утврди да овој случај веројатно значи, треба. Тоа е предмет што ќе се дебатира во таа работна група која што е во рамките на владата. Мојата првична размисла е дека тоа ќе мора да го правиме со закон, дека нема да може да се користат, значи со измени одредени или со законски решенија, дека во голем дел од случаите не може да се искористат редовните правни лекови за да се обновуваат постапките. Но сепак ќе треба еден вид на помирување дури со тие жртви на политички прогон. Да, и тоа би било во рамките на помирување. Но врз база на тоа да добијат некаков сертификат, па да, значи дека биле политички гонети. И тоа е дел во рамките, може да влезе во тој генерален пакет на помирување. Да. Што е со лустрацијата, со начинот на кој беше изведена и дали тие луѓе ќе добијат некаква морална сатисфакција, особено за оние за кои беше очигледно дека беа лустрирани како дел од политичка хајка. Значи ние веќе имаме и судски пресуди кај што се од Европскиот суд за човекови права во Страсбург, каде што се укажува на проблемите и врз основа на реално укажувањето од меѓународната заедница за политизацијата на тој процес и практично политичката манипулација и злоупотреба, затоа беше и прекинат процесот во Република Македонија. Така што
политички гонетите лица, но исто така и лицата кои што се лустрирани, јас ги ставам во истиот пакет на сатисфакција, заради тоа што и едните и другите потоа некои тераа судски постапки и тука не добија во Македонија сатисфакција, добија во Европскиот суд за човекови права. Така што тој процес на политички прогон генерално мислам дека треба да биде решаван во заеднички пакет. Министерке, околу Уставот гарантира правда за сите и пристап до правдата за сите. Од друга страна, судските трошоци во Македонија се огромни. Правната помош, ако ја најдов една бројка, се издвојуваат 50.000 евра сума за која е за правна помош, наспроти мощне високите судски трошоци. Што правиме доколку човек кој е во социјално тешка ситуација, ги има многу за жал во нашата држава, нема пари да си овозможи да ја истера правдата, што би се рекло. Значи, во моментот во Министерството за правда е изработен закон за... Те 50.000 евра се навистина мала сума, тоа е на годишно ниво. Да, ама за некој што треба да добие судска сатисфакција е голема сума, трошоците што треба да ги плати. Значи, свесни сме за проблемот. И тие 50.000 треба да се распоределат на многу, со оглед на бројот на лица кои имаат проблем, социјални проблеми, поради кои не може да си дозволат да ги исплаќаат сите трошоци кои судот ги бара. Во законот за бесплатна правна помош кој што е изработен, се предвидени и проширени обврски на Министерството за правда за обезбедување на бесплатна правна помош, значи во ресорот. И кога разговаравме за буџетот за наредната година, најавивме во Министерството за финансии дека треба да рачунаат сериозно зголемување, ако не и дуплирање на сумата која што ја планирале да биде одвоена за обезбедување пристап до правдата. Значи, законот ќе овозможи прво поширок круг на лица кои што ќе добиваат бесплатна правна помош. Во втора фаза ќе го решаваме проблемот со судските такси. Значи, еве сега во моментов направивме во насока на намалување на нотарските и извршителските трошоци одредени категории граѓани дури да не плаќаат судски такси со цел да за одреден тип на предмети, со цел да овозможиме пониски трошоци. Секако со калкулацијата на вкупните буџетски реперкусии кои што ќе произлезат од законот за бесплатна правна помош, ќе одиме понатаму на намалување на судските такси. И друго, забележав во еден извештај дека е констатирано енормно високи трошоци кои се исплатени на мал број на адвокати кои имале право да застапуваат и да даваат правна помош. Зашто станува збор? Зошто е мал број, енормно висок, а само на мал број? Дали тоа било политички манипулирано или значи, или луѓе кои се блиски на овој и на оној, па нив им се давале пари на други не. Има начин на регрутирање на адвокатите кои што ќе даваат практично ќе бидат или бранители по службена должност или пак ќе даваат бесплатна правна помош. Тука ние во делот кој што се однесува во законот за бесплатна правна помош воспоставуваме веќе критериуми да мора да имате повик за адвокати или граѓански здруженија исто така ќе даваат одреден тип на правна помош со цел да имаме правичен пристап. Значи, такви забелешки има во многу области, дека, например, одредени тип луѓе, например, судски преведувачи исто така се фаворизирале, кај одредени се пуштале предметите, кај одредени се пуштале адвокати предметите. Значи, тука ќе воспоставиме критериуми да имаме објективност во дистрибуцијата на предметите. Секако со волја на оние адвокати кои што ќе прифатат да застапуваат во вакви случаи. Има адвокати што не се заинтересирани. До кај сме со антикорупска комисија? Значи, законот од Министерството за правда е излезен. Оваа влада функционира прилично комотно со оглед на тоа што имате една целосно дисфункционална, или ако може да речеме практично и нема антикорупска комисија. Оваа влада не функционира воопшто комотно, имајќи во предвид целокупниот сплет. Ако имате сериозна антикорупцијска, ако ви дише во врат, тоа е малку понезгодно. Значи, мене ми е драго што сега имаме сензибилизирана јавност, што е свесна и ги отвара прашањата. Значи, во минатото имаше антикорупцијска комисија во времето на ВМРО-ДПМНЕ, ама немаше, таа беше декор, а јавноста беше загушена. Тие што сакаат да кажат нешто, исто така беа под сериозни притисоци. Сега, од тој аспект, дури без антикорупцијска, јас мислам дека повеќе има можности за
отварање на случаи Во ред, за но сепак генерална би сакала дебата. јавноста, а и воопшто е демократски Значи, систем нашата кој цел е да воспоставиме антикорупцијска комисија. Министерството за правда го изработи законот, значи веќе е пуштен во владина процедура и ги чекаме мислењата од надлежните институции. Јас очекувам дека на првата наредна седница на владата ќе биде усвоен законот и ќе биде пуштен во собраниска процедура. Тоа е веројатно како да бидеме сигурни дека ќе имаме критериуми за избор на луѓе во антикорупцијската комисија кои се луѓе со интегритет, Значи, а не луѓе кои се блиски или миленичиња на било кој поединец од извршната власт. Предвидовме во законот, значи прво законот го работиме не само во рамките на Министерството на правда, туку и заедно со граѓанската платформа со учество на невладени организации кои што работат во сферата на антикорупција. Тие може активно да учествуваат и да даваат предлози и практично предлогот за избор на антикорупцијска комисија е предлог кој начинот, значи процедурата кој што излезе од граѓанската платформа. И тој предлог е многу транспарентен. Дури во еден момент дебатиравме дали ќе има луѓе што ќе сакаат па да го поминат тој процес за да бидат избрани во Државната комисија за спречување на корупција. Значи, постапката предвидува дека собранието ќе отвори оглас за избор на председател и членови на комисијата. Откако ќе заврши огласот, паралелно практично со огласот, ќе има и повик до граѓанските организации кои што работат во областа на антикорупцијата и до новинарските здруженија да номинираат лица кои што ќе учествуваат во интервјуирањето на кандидатите. Комисијата за избор и именување во собранието ќе треба да направи листа на кандидати кои што ги исполнуваат првозаконските услови. Значи, таму има критериуми, години на стаж, тип на образование и слично. Од кога ќе се направи таа селекција, се покануваат представниците на граѓанските организации на новинарските здруженија да учествуваат во интервјуто кое што ќе биде јавно и кое што ќе се пренесува на собранискиот канал. Врз основа на тоа интервју ќе се направи номинацијата која што потоа се испраќа до собранието кое што треба да гласа за членовите на комисијата. Мислам дека овој принцип на транспарентност, каде што практично луѓе кои што се компетентни во областа ќе можат да постават сериозни прашања на оние кои што сакаат да бидат членови на комисијата за антикорупција, гарантира подигнување на квалитетот. Кога ви е јавноста присутна во процесите, мислам дека тоа е навистина еден процес кој што поттикнува квалитет во изборот на луѓето. Уште едно прашање, што е со судбината на СЈО? Како ќе се реши нивниот статус? Значи, практично еден од најжешките костени во моментот за решавање пред Министерството за правда е статусот на специјалното јавно обвинителство. Замислата наша е дека треба да обезбедиме перманентен начин на функционирање на специјалното јавно обвинителство, тоа да остане институција која што ќе биде на некој начин закана за криминалот на било која власт, било кога, значи за најтешки дела на корупција и криминал од високи носители на функции. Не сакаме СЈО да биде една епизода, туку да биде орган кој што ќе функционира. А при тоа да се избегне сакаме да го синдромот на рогови во вреќа, каде што едни со други ќе влезат во... Бидејќи има и такви ситуации, делумно од субјективна природа, суети, делумно од објективна поради функционални некои ситуации, да. Разговарам отворено со колегите од правната фела. Нас она што е специјалното јавно обвинителство како модел покажа дека може да се создаде тим кој што кога ќе му обезбедите соодветни средства, услови, може да функционира. Значи, тие луѓе во специјалното јавно обвинителство се луѓе кои што не се дојдени од надвор, се собрани од обвинителствата. Да, но вие во обвинителството сега класично, што би се рекло, не знам како го наречам, велат кога би имале ние такви услови како што имаат они. Тоа им беше поентата, значи поентата ни е не да го уништиме она што постои како веќе добар модел, туку другите да им помогнеме да станат и тие да го ископираме тој модел во другите обвинителства. Така што од тој аспект ќе бараме поддршка во собранието, за тој закон е потребна двотретинско мнозинство. Се надевам дека партиите
пратениците ќе смогнат сила да гласаат, значи ќе одиме прво на варијанта на вистина да воспоставиме ефикасен систем за борба против корупцијата. Ќе го искористите ли ова двотретинско мнозинство кое сега се обезбеди некако за амандманите и меѓу другото и за овие битни закони? Не знам дали тоа двотретинско мнозинство е мнозинство кој што ќе ги поддржува сите реформски процеси. Значи тоа е процес во кој што ќе разговараме. И јас мислам дека треба не само ова двотретинско мнозинство, за оваа идеја да има и поширок фронт во собранието. Мене ми е јасно дека некои пратенички групи имаат одреден личен став на однос према специјалното јавно обвинителство. Но факт е дека тие треба да бидат први заинтересирани за обстанување на овој орган, заради тоа што иднината на тој орган или идната надлежност треба да биде гонење на криминал, на висока корупција, односно криминал направен од високи функционери. Политички решено ли е како ќе треба да бидат заинтересирани за надлежностите тоа? и ингеренциите пред шефот на СЈО и јавниот обвинител? Дали сега е Катица Јанева, може би некој друг, ќе биде подчинета на јавниот обвинител? Или Значи, ќе биде независен орган во рамките на јавното обвинителство? во делот на функционирањето на јавното обвинителство, и сега е јасно дека јавниот обвинител е оној кој што е на врвот на хиерархијата на обвинителството, со тоа што одредени ингеренции се специфично ставени во СЈО и тука во тој дел во вршењето на тие односи има независност во тој дел. И јас мислам дека тој модел дури е добар да се преслика и во одредени други делови на јавното обвинителство, не за друго, заради тоа што кога давате право на шефот на обвинителството да одлучува за предметите во рамките на обвинителството, му ја давате одговорност. Значи, никој не може да се заскрие како порано виновен беше тој што е на чело. Значи, практично ја дисперзирате одговорноста, но и го ставате товарот да мора да се функционира, да не може да користат алиби ситуации. Прилично тешка задача имате да ги размрсите сите овие доста комплицирани ситуации. За крај, битно прашање за кое постојат многу контроверзи во јавноста. Што изгоре во Министерството за правда и се утврдили која беше причината и како настана пожарот во Министерството за правда? Значи, и што е уништено? Има извештај од полиција која што правела увид во Министерството. Причината не е нотирана во извештајот. Значи, од што е предизвикан пожарот, немаме. А знаеме ли што е уништено? Извештај. Во делот на уништувањето, еден дел, значи на тој спрат, имајќи во предвид дека се биле сместени делот за меѓународна правна помош, значи екстрадиција, трансфери и слично, и дел од секторот за финансии, одреден дел од документацијата е уништена, тоа е факт. Значи, јас лично побарав одредени предмети да ги видам. Ми рекоа дека тие се дел од тие што се изгорени, но има начин да се повратат одредени предмети. Например, функционира системот на скенирање на документи, со тоа што, за жал, за некои документи не ги скенирале целите предмети, туку само практично приемната, насловната страна. Кога ги видовте... Да, кореспонденција што не е ексклузивна за Министерството, значи во делот за меѓународна правна помош ние комуницираме со македонските судови и обвинителства. Така што она што е изгорено тука, практично може да се поврати преку предметите кои што ги чуваат во судовите и во јавното обвинителство. Вие имате увид кои предмети се правеле некој попис за тоа што нема, така што значи мислам дека дел од предметите можеме да ги повратиме. Не, прашувам дали кога ќе погледнете таа листа може вака да се посомневате дека тоа е си намерно запалени. Не мислам дека, но не можам да тврдам. Значи, според тоа што недостасува, немам сомневања лично дека е нешто намерно направено, да бидам искрена. Министерке, ви благодарам за овој разговор. Благодарам вас.